Време да ги проследиме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се актуелно денеска ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Грција и Турција ги стресе земјотрес. За сега нема информации за настрадани македонци. Во интервју за МИА, председателот на Собранието Талат Джафери вели дека локални избори ќе има на 15 октомври, а тој ќе ги распише на 6 август. Населба Отовица ќе добие нова канализација, се решава проблемот со недостиг на вода. Еден од најгорливите проблеми на жителите од населеното место Отовица набрзо ќе биде решен. Денеска започна да се реализира проектот заштита на водите на езеро Младост преку регулирање на отпадните води. Новиот канализационен систем е со должина од 2,5 км. Канализацијата ќе заврши со пречистителна станица. На тој начин ќе се елиминира секаква можност за загадување на водите во езеро Младост. Населба Отовица ќе добие ново инфраструктурно засилување. Имено жителите на ова населено место ќе добијат нов канализационен систем, со тоа што проблемот со канализационата мрежа ќе биде минато за граѓаните од населбата. Со овој проект ќе бидат опфатени улиците Благој Ѓорев и Гоца Делчев, односно 7 краци од нив. Канализацијата ќе заврши со пречистителна станица. На тој начин ќе се елиминира секаква можност за загадување на водите на езерото Младост, потенцираше градоначалникот Чадиев. Да напоменам, тоа беше основно барање на жителите на ова местна заедница и во соработка со Вардарски плански регион во наредниот период ќе го оствариме и ова наше ветување и нивно барање, за да можеме да преминеме подоцна на последниот горлив проблем за ова населено место, поврзувањето со градскиот водовод, бидејќи тука веќе сме во една завршна фаза на изработка на проектот. Центарот за развој на Вардарскиот регион е носител на проектот. Истиот е вреден околу 8 милиони динари. Средства кои се обезбедени преку програмата за рамномерен регионален развој. Ние како Вардарски регион аплициравме со овој проект, заедничко со општината претходно проектиравме и ревидиравме и основната цел покрај изработка на фекална канализација е зачување на водите на езерото Младост, заради тоа што езерото Младост и она се што се гради околу езерото е навистина убаво и е добро за градот. Со реализацијата на овој проект, директна корист ќе имаат околу 300 жители на населеното место. Откако ќе биде поставен канализациониот систем, следува проект за поврзување на Отовица со вода од градскиот водовод. Кој го подготви проектот за затворен пазар во Кавадарци? Ова прашање денеска предизвика бурни реакции и причина за кавга помеѓу СДСМ, ВМРО ДПМН и локалната власт во Кавадарци. И покрај тоа што проектот е изработен пред повеќе од половина година и пуштен на одобрение во владата, СДСМ го присвојува на своја сметка. На ова реагираше градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Дијана Иванова ги има деталите. Затворениот пазар ги скара СДСМ, ВМРО ДПМН и локалната власт во Кавадарци. Општинската организација на СДСМ денот како владата позитивно одговори на барање на општина Кавадарци за изградба на затворен градски пазар, испадна на пресконференција презентирајќи го како сопствен проект. Уште во првите 2 месеца од мандатот, граѓаните на Кавадарци ги чувствуваат придобивките од работата на новата реформска влада, предводена од СДСМ, и реализацијата на дел од ветувањата кои беа зацртани во програмата План за живот во Македонија. На вчерашната седница, владата на Република Македонија позитивно одговори на барањето на општина Кавадарци и донесе одлука за отстапување државно земјиште на општината за изградба на затворен пазар. Ниту една придобивка од новата влада не почувствувале кавадарчани. Проектот затворен пазар е наш и некоректно е СДСМ да го присвојува, вели градоначалникот Александар Панов. Проектот за изградба е изработен одамна, пред 6 месеци, испратено е барање до владата за добивање на решение со кое се отстапува дел од земјиштето на кое што треба да се изгради затворениот пазар, нешто што е тековна работа на секоја влада. Дека нешто направиле, јас би сакал да ги запрашам колку тоа чини што го направиле за градот Кавадарци и дали 2 денара имат потрошено за оваа локација. Она што се прави тука се прави чисто од оперативниот буџет од граѓаните на општина Кавадарци
И досега, заедно со пазарчето, доколку биде реализирано и доколку добиеме дозвола за градење, односно доколку ни го отстапат ова земјиште, ќе бидат потрошени 6 милиона денари и околу 100.000 евра за да комплетно го оплемениме овој простор. А исто така, за да го завршиме овој проект, ќе бидат потребни околу 10 милиона денари сите финансии од оперативниот буџет на локалната самоуправа. Ако СДСМ толку се грижи за кавадарчани, нека издействува со новиот ребаланс, општината да добие околу 30 милиони денари за изградба на детска градинка, вели градоначалникот Панов. На обидот на СДСМ да го присвои проектот на ВМРО ДПМН, писмено реагираат и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН изградбата на новиот пазар ја вети на локалните избори, со што по изборите онма се отпочна процес со кој ветеното на изборите да се преточи во реален проект. Се собираат дозволи и се превземаа повеќе чекори за реализација на овој проект, за се да биде на легален и незаконски начин, со што и при промена на власта да нема начин како новата власт да ја сопре изградбата на новиот пазар и потоа да обвинува дека ВМРО ДПМН нешто ветиле а не исполниле. По доаѓањето на власт на СДСМ им остана на готов проект само да удрат подпис. Господата од СДСМ во Кавадарци, немајќи со што да ја пофалат новата влада, сакаат да ги манипулираат граѓаните и изградбата на новиот пазар да се ја прикажат како нивна идеја и нивни проект. Стои во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, а која се однесува на пресконференцијата на СДСМ по однос на изградбата на градскиот затворен пазар. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, просечната нето плата исплатена во мај 2017 година изнесува 22.889 денари и бележи раст од 2,5%. На што се должи овој процент на зголемување и во кои сектори е позначено зголемувањето во продолжениот прилогот? Државниот завод за статистика денес испадна со информација за просечна нето плата исплатена за месец мај 2017 година. Во споредба со истиот период минатата година таа е зголемена за 2,5% или во месец мај просечната плата изнесувала 22.889 денари. Зголемувањето се должи пред се на зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен, стручни, научни и технички дејности, како и преработувачка индустрија. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано и во секторот стручни, научни и технички дејности, рударство, вадење на камен, како и градежништво. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена бруто плата изнесува 33.640 денари и бележи раст од 2,6%. Во мај 2017 година 1,2% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Јавниот повик од ИПАР-2 програмата завршува денес. Зголемениот интерес од страна на земјоделците покажува дека овие мерки се од исклучително значење за нивната работа. Овче полието меѓу водечките по бројот на поднесени и одобрени апликации. Денеска е последниот ден за аплицирање по јавниот повик од ИПАР-2 програмата и овој повик најдена голема заинтересираност кај земјоделците. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието вела дека особено интерес има за трактори и приклучна механизација. Стоиме значи на услуга на земјоделците и на граѓаните со тоа што ги изготвуваме техничките предлог проекти и деловните планови. И оваа година, односно на првиот јавен повик од ИПАР-2 програмата, има одлична заинтересираност кај фармерите, кај земјоделците, значи во делот, посебно во делот на механизацијата, приклучната и тракторите. Овчеполието како земјоделски крај меѓу првите 3 по бројот на поднесени апликации, веднаш побитола и Прилеп, но високо котира и по бројот на одобрени и добиени апликации. Во руралниот развој 2008-2009 година, 2010 година бевме број 1 во Светениколи по број на одобрени апликации, али со гордост можам да се пофалам дека и ние како Агенција за поттикнување и развој на земјоделие сме доста заслужни во тој дел и што земјоделците, фармерите во општина Светениколи и општина Лозово кои што ги обслужуваме имаат земено значи во голем број и нови трактори, нова приклучна механизација, значи она кој што им е потребна во делот за кој што аплицира.
На територијата на општина Свети Никола и Лозово регистрирани се околу 460 земјоделци. Од нив најголем дел одгледуваат пченица и јачмен, но со стимулативните мерки преку ИПАРД програмата во нагорна линија оди и лозарството и овоштарството. Водата на реките Тополка и Вардар имаат фекално загадување и не се препорачуваат да се користи за капење, вели директорката на Центарот за јавно здравје Велес. Согласно националната програма, примероци за сите води се земаат од повеќе мерни места. Надлежните упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за користење на површинските води. Водата на реката Тополка, почнувајќи од Превалец, има фекално загадување и не се препорачува да се користи за капење. Реката Вардар е енормно загадена и не смее да се користи за капење, наводнување и поење на добитокот, информира директорката на Центарот за јавно здравје Велес Флорентина Шурбевска-Ристовска. Езеро Младост има алги и изгледа дека е матно, меѓутоа бактериолошки е исправно и добро е за рекреација. Базентите низ градов, градскиот базен е добар и исто така ги проверуваме и базените по хотелите. За сега се во ред. Според Шурбевска-Ристовска, Тиквешко езеро има квалитетна вода и може да се користи за рекреација. Дојран оваа година спаѓа во втора група бактериолошки, а во трета е по матност и таму се алгите поради жешкото време побрзо се размножуваат и ја добива водата таа матност. Меѓутоа таа не смета за користење за рекреација, нормално не е за пиење, а иначе нема никаков проблем за бањање во овие води. Согласно националната програма, примероци за сите води се земаат од повеќе мерни места. Надлежните упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за користење на површинските води. Водостоите на реките во Македонија се под просекот за јули, покажува хидролошката состојба. Според УХМР, минимално зголемување измерено на Пчиња кај Катлановска бања и на Струмица кај Сушево. Продолжуваме со вести од Македонија. Локалните избори, доколку се оди по планот, ке се распишат на 6 август, а по овој датум годинава би можел да започне и одморот за пратениците. Ова го истакна во интервју за МИА председателот на Собранието Талат Џафери. Во контекст на односот владеачкото мнозинство наспроти опозицијата и покрај сите предизвици, председателот на парламентот посочи дека успева да менеџира со ситуацијата. Како еден од предизвиците за Собранието, според него е изборот на подпредседатели, зашто вели дека доколку дојде до договор меѓу владеачкото мнозинство и опозицијата, точката би можела да биде вратена на дневен ред. Локалните избори председателот на парламентот ќе ги распише на 6 август. Според сегашниот план и доколку нема промени во одржувањето на овие избори на 15 октомври, до дењето на одмор на пратениците, што ќе биде после 3 август, според најавите на Џафери, би требало да бидат завршени продолженијата на 5-та седница за избор на директор на Агенцијата за државни службеници, 6-та за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски и да продолжи седницата за избор на заменици генерални секретари и да се донесат измените на кривичниот законник, како и да се отвори дебата за точка на предлог на опозицијата. Ребалансот на буџетот треба да се изгласа на 3 август. Македонското министерство за надворешни работи информира дека во врска со земјотресот кој што се случи во Република Турција и Грција, министерството нема информација за повредени македонски граѓани. Министерството за надворешни работи е во постојана комуникација со амбасадата на Република Македонија во Анкара и Канцеларијата за врски на Република Македонија во Атина. Согласно официјалните информации од надлежните турски и грчки органи, засега нема сознание за повредени македонски граѓани. Воедно ниту еден македонски државјанин не се обратил за информација или помош. Македонските екипи во Атина и Анкара активно ја следат состојбата и се во координација со турските и грчките институции.
Земјотрес со интензитет од 4,3 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран на грчкиот остров Крит. Епицентарот на потресот бил 44 километри јужно од градот Јера Петра на длабочина од 10 километри. За сега нема информации за повредени лица или причинета материјална штета. Продолжуваме со вести од светот. Протести во Полска. Во Варшава и десетина поголеми градови граѓаните испаднале на улици и протестирале против спорните судски реформи. Голема е разликата во бројот на излезени лица на протестите. Според организаторите, околу 50.000 лица учествувале на протестот пред председателската палата. Според полицијата, тој бил околу 14.000. Демонстрантите го повикале председателот Дуда да стави вето врз законот за Врховниот суд, што на извршната власт и дава повеќе овластувања да влие врз составот на Врховниот суд. Пољаците се незадоволни од други два закона кои според тамошните критичари имаат за цел уништување на независноста на судскиот систем. Премиерката Беата Шидло во специјалното телевизиско обраќање изјавила дека промените се резултат на општествено незадоволство од неефикасноста на судскиот систем и вети дека владата нема да попушти под притисокот на полски или странски активисти на интересите на елитите. Американските медиуми забележуваат дека премиерката Шидло својот говор го концепирала врз основа на предупредувањето на Европската унија дека на Полска може да и бидат наметнати санкции, вклучувајќи и таа да биде лишена од правото на глас при донесување на одлуки на Унијата. Според Американскиот геофизички институт, земјотресот во југоисточниот дел на Егејското море бил со интензитет од 6,7 степени по Рихтер, додека обсерваторијата во Атина наведе дека тој бил со јачина од 6 степени според Рихтер. Она што е идентично епицентарот на земјотресот, тој се наоѓа на 10 км југоисточно од крајбрежниот турски град Бодрум и на 16,2 км источно од грчкиот остров Кос. Осам на грчките острови, земјотресот бил почувствуван силно и на западното крајбреже на Турција, претежно во Бодрум, пренесува БТА. Како последица на земјотресот, засега 2 лица се починати, додека 120 се повредени. Очевидци на островот Кос раскажуваат дека по потресот морето се дигнало пред нивните очи, а властите предупредуваат на опасност од можно цунами. Надодените морски води поплавија крајбрежен пат и делови од главниот град на островот Кос. Морето изфрли на патот чамеца неколку автомобили, се удрија еден во друг како резултат на мини цунамито. Последниот работен ден од оваа недела имаме претежно сончево и топло време, максимални температури до 36 степен, УВ индексот има вредност 9. До вторник, под влијание на многу топла воздушна маса, ќе има секојдневен пораст на дневната температура, која почнувајќи од викендот во голем дел од земјава ќе надминува 35 степени, а на места ќе достигне и 40 степени. УВ индексот повторно ќе има многу висока вредност, односно 9. За време на викендот не е исклучена ретка појава на краткотраен дожд со грмежи, особено во сабота во планинските подрачја. Промена на времето се очекува од вторник кон крајот на денот. Пред крајот на дневникот ви донесуваме уште еден прилог. Овој пат ни стигнува од колегите од Охрид. Охридските занаетчи изработија ново ремек дело во областа на изработката на накид. Станува збор за првиот гердан во кој се вклопени 3 стари македонски традиции, како што се охридскиот бисер, филигранот и македонскиот рубин. Колегите од Охрид ни ја пренесуваат оваа сторија. Изработен првиот гердан во кој се вклопени 3 стари македонски традиции од изработката на накид, охридскиот бисер, филигранот и македонскиот рубин. Еден од изработувачите на герданот, познатиот изработувач на оригинален охридски бисер Михајло Филев, вели дека станува збор за едно ново монументално дело кое е во интерес на презентирање на нашата традиција и култура. Идејата се роди со самиот факт дека во Македонија кога се работи за накитите, имаме 3 традиции: охридскиот бисер, филигранот и македонскиот рубин. Тоа е една плодна соработка пријателска помеѓу изработувачите на овие 3, би рекол,
накити кои одлучивме да го поврзиме да биде како круна на квалитет на накитите во Република Македонија и да биде едно дело кое ќе биде и официјален бред за секој кој ќе ја посети Македонија и секој кој сака да подари надвор од Македонија. Филигранот го изработи охридскиот филигранист Митко Укоески, кој нагласи дека создале вистинско ремек дело кое ќе биде нов репрезент за градот Охрид и Македонија. Ова ни е како прво дело заедничко, 3 во едно го крстивме и не се надевам, него сум сигурен дека ќе продолжиме понатака. За 2-3 месеци веќе почнавме нова колекција да спремаме, што ќе се состои од повеќе комплети. Двајцата изработувачи на Герданот велат дека, иако се млади мајстори, воспитани се во еден еснавски дух и со изработката на Герданот сакаат да ја продолжат традицијата и да покажат дека ова се изработува единствено рачно, а не со помош на машина. Тука го завршуваме дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.